Министерот за животна средина и просторно планирање Абдула Кемадеми и градоначалникот на општина Рачиново Брахим Ајваз денеска го означи отпочнувањето на градичите работи на проектот за реконструкција на постоечкиот ободен канал во општина Рачиново. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Останете со нас. Апликацијата види пријави поправи во општина Аеродром. 15 стипендии за студенти од факултетот за електротехника и информациски технологии. Со мерки на предпазливост до спрвување со горештините. Се зголемува трендот на онлайн шопинг во Македонија. По општините Киселавода и Газибаба и општина Аеродром започна со реализацијата на пилот проектот Види, пријави, поправи. Мобилна апликација чија основна цел е со помош на IT технологиите, особено интернетот и GPS навигацијата, да се подобрат општинските комунални услуги. Томислав Атанасовски. Денеска во седиштето на општина Аеродром се промовираше пилот проектот Види, пријави, поправи. Всушност, станува збор за мобилна апликација за корисниците на Android смарт телефоните преку кој секој граѓанин или учесник, на пример во сообраќајот, може да пријави одреден проблем кога ќе забележи дупка на одредена улица, веднаш ќе може да ја пријави кај надлежните преку фотографирање и сателитско лоцирање на точната позиција на ударната дупка или сличен комунален проблем. Проектот, кој е дел од активностите на UNDP, проектот за зајакнување на националните и локалните системи на интегритет, има за цел зголемена транспарентност и отчетност на општините кон граѓаните и подобрување на услугите што ги дава општината. Апликацијата Види, пријави, поправи представува мобилна краудсорсинг апликација за пријавување, регистрирање и евидентирање на санации на пријавени дефекти во градот. Овој иновативен пристап ја покажува практично врската помеѓу информатичко-комуникацијските технологии и сервисната ориентација на секоја администрација. Се надеваме дека овој проект ќе има можност граѓаните активно да учествуваат во пријавувањето на проблемите од нивната општина, а со тоа да се потикнат и представниците на локалната самоуправа навремено и ефикасно да ги решаваат истите. Ова е уште еден проект кој што е доста значаен и кој што има за цел да ги подобри секојдневните услови на граѓаните во нашата општина, а воедно и во градот Скопје. Се работи за проект Види, пријави, поправи. Целта на овој проект е да се приклучат сите жители, сите граѓани во нашата општина, во работата на општината, да учествуваат се со цел да се подобрат условите на живење во нашата општина. Сите оние кои што користат мобилни телефони, кои што имаат смарт телефони, ќе може преку мобилната апликација да ги пријават практично проблемите со кои што се соочуваат. На ваков начин граѓаните ќе станат нашите очи во местните и урбаните заедници и директна помош на нашите комунални служби во регистрација и детектирањето на комуналните проблеми. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на нашите пријатели, представниците на јЕС инкубаторот и Економскиот институт Скопје, кои практично беа иницијаторите овој проект да се реализира и во општина Киселавода. Во општина Газибаба имаме бесплатна телефонска линија, можност за испраќање на SMS пораки, интернет комуникацијата и како пример можам да кажам од досегашното искуство дека навистина граѓаните ги користат овие можности, односно што напредокот на технологијата навистина таа комуникација е се почеста. Овде ќе имаме можност денеска значи да ја промовираме алатката Види, пријави, поправи. Во општина Газибаба е краток временски период имавме можност оваа алатка да ја понудиме на граѓаните веќе ја користат. Само сакам да упатам апел помасовно да се приклучат затоа што навистина нас не олеснуваат во решавањето на проблемите. Многу едноставно се користи, ја користат смарт телефоните со Android апликација. Новите информатички и телекомуникацијски технологии и нивната примена во современото општество е веќе редовна појава. Имплементацијата на ваквите механизми во јавните и државни институции ја зголемува вклученоста на граѓаните во работата на институциите, ја зголемува транспарентноста на институциите, но и делува во насока на подобрување на услугите кои ги дават институциите кон граѓаните. Сите вакви пријави ќе се поставуваат на општинската веб страница, а секој граѓанин ќе има можност да види до каде е постапката за решавање на комуналниот проблем. Општина Аеродром е трета општина во градот Скопје што започна да го применува овој проект,
а претходно истиот успешно се реализира и применува во општините Киселавода и Газибава. Енергетските компании Елем, Мепсто и Ивана Македонија денеска им доделија стипендии од по 6.000 денари на 15 студенти од електроенергетските насоки на Факултетот за електротехника и информацијски технологии со просек на студирање повисок од 8. Месечна стипендија од по 6.000 денари ќе добиваат 15 студенти од електроенергетските насоки на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, обезбедена од Елем, Мепсо и Евана. Со ова продолжува традицијата на стипендирање на најдобрите студенти на ФЕИТ, кои ќе добиваат стипендии до крајот на студиите доколку ја задржат минималната просечна оценка 8. Секоја од компаниите додели стипендии на по 5 студенти. Деканот на ФЕИТ, професор доктор Миле Станковски, посочи дека бројот на стипендирани студенти годинава е поголем од минатата година. И воедно нагласи дека студентите годинава покажале многу повисок просечен успех на положените испити. Откако првата година немаше кој да ги добие стипендиите, втората година бројката двојно се зголеми, сега веќе зборуваме за 3 пати зголемена бројка. Особено е за истакнување дека во изминатите години интересот за студирање во огромно беше за општествените и компјутерските науки. Но во последните 2 години, благодарејќи на нашата акција, залагањето на 3 компании од енергетската област и секако кампањата на владата за студирање на техничките науки, бројот на студентите на техничките науки, а посебно на студенти на електроенергетиката, особено се зголеми. Доделувањето на стипендии на студенти со висок просек се спроведува 3-та година поред. Стипендистите исто така ќе имаат можност да практицираат во овие компании, а при тоа ќе бидат водени од определен ментор кој ќе се грижи за вовед на стипендистот во компанијата, како и за поддршка и следење во целиот процес на учење. Според компаниите, ова активност станува позитивна, општествено одговорна практика и дава одлични резултати преку мотивирањето на студентите да постигнуваат подобри резултати. 3 градежни парцели, собственост на Република Македонија, а наменети за изградба на мали комерцијални и деловни единици во општина Центар, се продадени преку електронското јавно надавање. Најповолни понуди за 3 парцели во општина Центар дадоа Супрема ДОО за една со цена од 6600 денари за метар квадратен и Селима Муша за 2 парцели која понуди 391.003 денари и 330.800 денари за метар квадратен. Најповолните понудувачи се должни пред склучување на договорот за отуѓување на градежното земјиште, предмет на ова објава, во рок не подолг од 15 дена од завршувањето на постапката за јавно надавање да достави банкарска гаранција за навремено и квалитетно завршување на работите, во износ од 10.000 евра, со рок на важност до крајниот датум за завршување со изградба на градбите, предмет на договорот за отуѓување на градежно земјиште. Во спротивно ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено. Нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување. Депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени. Банкарската гаранција за сериозност на понудата во висина од 30.000 евра ќе биде активирана, а понудувачот нема да може да учествува на секое идно јавно надавање за предметната градежна парцела, соопшти Министерството за транспорт и врски. Вредноста на УВ индексот денеска изнесуваше 10. Советите од лекарите се носење летна и лесна облека, како и редовно внесување на доволно количество вода, како еден од начините да се спречи дехидрација. Елизабета Дамјановска. Зголемувањето на температурата на воздухот треба да биде сигнал за поголема внимателност при напуштање на домовите и извршувањето на дневните обврски, советуваат лекарите, посебно ставајќи акцент на хронично болните и оние кои имаат проблеми со респираторните органи, особено луѓето кои најмногу ги чувствуваат наглите промени и температурните осцилации. Сепак и останатите граѓани треба да внимаваат, бидејќи постои можност да се јават вирози, главоболки, кардиоваскуларни тегоби, како и проблеми со дишењето, кај оние лица кои имаат бронхит или астма. Според Управата за хидрометеоролошки работи, деновиве во земјава не очекуваат пеколни горештини и висока вредност на УВ зрачењето, кои можат штетно да влијаат на човековото здравје, а за заштита од истите потребно е да се преземат низа превентивни мерки. Дел од мерките кои треба да се почитуваат се редовно внесување на доволно количество течности и витамини, носење лесна и светла облека, како и очила за сонце и
соодветни шапки, а се потсетуваат граѓаните и помалку да се изложуваат на сонце во периодот од 10 до 16 часот. Хронично болните треба навремено да ја земаат терапијата. Како компликација на високите температури може да се јават најразлични тегоби од сончаница па се до топлотен удар. Тоа се манифестира со вртоглавица, потење, главоболки, појава на топлотни грчеви, исцрпеност од самото потење и дехидрација. Поволните услови за водење електронска трговија во Македонија и бројот на и-трговци се во нагорен тренд. Македонците се помасовно се одлучуваат за онлайн шопинг. При купувањето преку интернет најважни им се цената, квалитетот и сигурноста. Ивана Митковска. Брзиот начин на живот, достапноста и присутноста на потрошувачот на интернет, како и можноста да се купува само со еден клик, направи електронската трговија во Македонија забрзано да се развива. Интернет трговијата во Македонија веќе станува своевидна индустрија, а тоа го потврдуваат и големиот број онлайн продавници кои се отворија изминативе 2 години на македонскиот пазар. Од десетина електронски продавници во 2009 година до 2012 нивниот број се зголемил на 250. Брзиот начин на купување и доставата до дома се предностите кои потрошувачите ги користат при онлайн набавка на производи. За нив сигурноста при купување, заштитата на нивните лични податоци при користењето на кредитните картички, како и квалитетот на производот се уште се приоритетни во одлучувањето дали да се осудат да пазаруваат онлайн. Според последните статистички податоци од интернет корисниците во Македонија кои во последната година пазарале на интернет, македонците најмногу купувале облека и спортска опрема 29,8%. 19,4% од корисниците интернетот најчесто го користеле за плаќање на хотелско и друго сместување за одмор, додека 17,7% од нив на интернет купувале книги, весници, списанија или електронски книги. Интернет потрошувачите најмалку користеле електронска трговија 1,1% за купување акции, осигурување и други финансиски услуги. Интернет шопингот во Македонија според последните податоци изнесува 58,1%, но таа бројка континуирано расте. Освен онлайн продавниците за групно купување, уште еден актуелен тренд се и Facebook продавниците. Ако се земе предвид дека Facebook е најпосетуваната интернет страница во Македонија, поради своите повеќе од 800.000 корисници, се чини дека овој концепт има светла иднина. Утре во рамките на ликовната колонија Љубанци 2013 ќе се одржи детскиот ликовен ден. 30 на најталентирани ученици од сите основни училишта во општина Бутол ќе сликаат на големо платно на тема Скопје низ моите очи. Со оваа активност ликовната колонија Љубанци 2013 ќе стане дел од големото чествување по повод 50 години од скопскиот земјотрес. Скопје се сеќава. Инаку на ликовната колонија што започна со работа во петокот учествуваат повеќе афирмирани сликари. Утре ликовната колонија ќе ја посетат градоначалникот Петре Латиновски и Вера Бошковска, директор на Универзална сала и главен координатор на одборот за одбележување на 50 годишнината од скопскиот земјотрес. Скопје се сеќава. Мануел Пелегрини и официјално е нов тренер на Манчестер Сити. Ова е само една од спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.